Спортските афинитети кај младите ги диктираат условите и расположивите капацитети на теренот, но и соодветната кампања и промоција на истите во градење здрава иднина. Покрај пливање, фудбал, кошарка, ракомет, пинг-понг, за младите во Виница се поатрактивно хоби за рекреација станува и играњето тенис. Иако тениските игралишта оддамна ги имаме како дел од спортско-рекреативниот комплекс, поинтензивно започнаа да се користат од почетокот на мај и јуни со организирана школа за изучување на основните техники во играње тенис. Виничката младина веќе почнува да се занимава доста со спорт. Покрај класичните спортски активности, мислам на кошарка, фудбал. Сега во последно време тенисот е се популарна спортска дисциплина и на овие две игралишта кои ги имаме тука веќе има доста посетеност и за таа цел почна да работи и младинска школа за тенис. 15 на деца и тинејџери веќе ги имаат првите месечни тренинзи кои се држат 3 пати неделно. Тениската школа започна со работа пред околу 1 месец. Одзивот за тенис кај децата е доста популарен. Сега броиме околу 15 члена и се надеваме дека во иднина ќе се шириме повеќе. Тренинзите се одржуваат 3 пати неделно, претежно, во утринските поради високите температури. Тренингот трае 1 час, опремата, топчиња, терен ги даваме од школата. Сега за сега повеќе машки. Женски имаме околу 5. Доста има интерес и се надеваме дека во иднина ќе излезе некој тенисерка. Младите, некои заради рекреација, некои со вистински амбиции да станат професионалци во овој спорт, се редовни посетители на теренот. Добро е, ама треба уште време да се уиграме. Имаш ли амбиции? Па не само рекреативно, за преку летото. Како и да е, спортот мора да биде движечка сила уште од мали нозе, да ги акумулира децата од 5-6 годишна возраст, за да може да се компензира неправилниот физички развој со седење пред компјутерите, кои се неизбежна алатка